Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде Цветан Трипуновски, министер за земјоделие, шумарство и водостопанство во владата на Република Македонија. Добре дојде. Благодарам на поканата, благодарам и поздрав до вашите гледачи. Министер, накусо да започнеме со најактуелната тема во моментов, еве сега доаѓајќи го видовме пожарот на Блаце. Кои се ингеренциите на Министерството, бидејќи е и шумарство, меѓу другото, кои се вашите ингеренции за да може да помогнете или сепак немате ингеренции во овој случај пожарите, огнените стихии? Па добро, ние сме една од институциите кои што во ланецот со останатите институции треба да работиме во делот на превенција и заштита на шумскиот фонд. Конкретно во Министерството е еден од секторите и шумската полиција, која што во моментов има добиено работен налог согласно забраната која што издадовме како Министерство по препорака на владата за движење во шумските појаси, да се прават патроли во делот на контролата дали тоа се почитува. Исто така и национални шуми како јавно предпријатие, заедно со шумската полиција, со Министерството за внатрешни работи, една од клучните алки во делот на превенцијата и следење на она што се случува сега во моментот. Знаете, во текот на летните години, летниот период, согласно високите температури, високата вегетација која што постои во шумските предели, согласно врнежите кои што ги имавме во месец мај, знаете дека таа е зголемена и представува повисок ризик за потенцијални пожари, меѓутоа ние како министерство, како што споменав, во делот на шумската полиција, македонски шуми, односно национални шуми, во делот на патролите, во координација со Министерството за внатрешни работи, следиме дали се почитува оваа забрана која што донесуваме се со цел да ограничиме движење на луѓе и на субјекти во шумските предели, а без при тоа да не бидеме во тек. Така да во делот на ова остануваме посветени, зајакните се капацитетите и сите ресурси се насочени во овој период да се следи оваа забрана. Почнавме со една, би рекол, лоша вест, но има и убави вести за промена. Меѓу другото, соопштивте деновиве дека имаме рекордна цена за откуп на пченицата годинава. Министерството изминатиот период водеше интензивни разговори со земјоделските сдруженија, со мелничко-пекарската групација при Стопанската комора, неколку состаноци на подсекторската група во Министерството за конкретнава тема. Она што го соопштивме во јавноста и она што практично го донесовме како заклучок оваа година, за прв пат првата и втората категорија на пченица се откупува по цена од 12 денари. Дополнително на оваа сума треба се платат и транспортни трошоци и ДДВ-то од страна на мелничарите, што значи дека ако пченицата доаѓа од краеви каде што нема млинови, ќе биде платен и дополнително превозот, односно транспортот на оваа култура. Тука сакам да потенцирам согласно и окажувањето на науката и на земјоделските здруженија, бидејќи практично жетвата на пченицата е почната. Имаме добри приноси оваа година. Исто така морам да потенцирам дека и квалитетот е добар. И тоа значи дека во најголем дел од жетвата ќе имаме квалитетна пченица која што ќе значи за употреба во нашата мелничка индустрија. Во текот на жетвата нормално е вклучен и земјоделскиот инспекторат кој што ќе следи целата процедура во делот на откуп, затоа што при појава на одредени аномалии за обиколување на правилата и прописите нормално треба да се делува. Нашата интенција како министерство, како влада го заштитиме трудот на земјоделецот во конкретниот случај на производителите на пченица како една од најважните стратешки култури. Можам да соопштам дека ние како влада согласно активностите кои што ги преземавме уште минатата година со преземањето на министерството и на владата и онаа дополнителна стимулација која што дадовме за ланската жетва од дополнителни 3 денари, оваа година резултира да имаме зголемување на површината под пченица, односно близу 70.000 хектари беа засејани со пченица, што е некаде зголемување од жетвата 24 за околу 1200 хектари. Ако го земеме приносот кој што е релативно повисок од претходните години и површината која што е зголемена, практично јас се надевам дека на крајот од жетвата ќе можеме да соопштиме дека конечно после години Македонија ќе го достигне квантитетот на домашните потреби кои што ги имаме како држава, тоа е некаде околу 300.000 тони. Посакувам до крајот на жетвата да задржат и временските прилики, да заврши се во најдобар ред, за да можеме да ги направиме и анализите и она што значи собирање на овој најважен стратешки производ. Ме радува фактот што најголем дел од земјоделците минатата година го препознаа моментот дека владата стои позади нив како земјоделци
и на вистина изминативе месеци работевме на серија на активности кои што денеска можеме да кажеме дека ќе резултира со вистински плод, а тоа е дека нема повеќе да има страмни пресконференции каде што во минатото бевме сведоци, министри, цела влада излегуваше дека обезбеделе, не знам, жито од соседните држави, а не од домашното производство. Оваа година сликата комплетно се менува. И јас сум премногу благодарен и на земјоделците кои што макотропно работат. И ова ќе значи дополнителен стимул како нас, како министерство, како влада да продолжиме со надградување на веќе постигнатото со цел да постигнеме уште поголеми резултати. Повторувам, ние како министерство ќе го следиме процесот доколку има одредени несакани појави во делот на откупот, ќе реагираме согласно правилата и актите. Имате ли информации како оди откупот ако е започнат бидејќи почната е жетвата, меѓу другото и дали и кои се најчестите манипулации кои што се прават со производителите на пшеница во Македонија? Видете, од искуство. Следејќи го секторов повеќе од 15 на години, а сега од позицијата на министер, воочувам една категорија на луѓе, на правни субјекти кои што се научени да брзо профитираат во делот на откуп на земјоделските производи. Тука велам на откуп, мислам на сите земјоделски производи, и на градинарските, и на другите, меѓу другото и на пшеницата. Она што стига до мене во текот на денешниот ден, дека се појавува одредена категорија на откупувачи, односно прекупци на овој земјоделски производ, кои што откупената пшеница ја продаваат на некои од млиновите во нашата држава, се обидуваат да го зголемат процентот кој што ќе значи задршка за нив, а од друга страна ќе значи помала откупна цена. Цената која што договоривме, повторуваме, е 12 денари за прва и втора категорија со 75 хектолитри нагоре. Тоа значи дека влегува и 75. И оваа цена треба да биде испочитувана и да биде платена према земјоделците. Од друга страна, донесовме мерка како влада дека секој еден земјоделец кој што смета дека треба да добие уште повисока цена, ние како влада, односно како министерство, го покриваме трошокот за складирање на истата, бидејќи државата ќе го покрие и во текот на есенските месеци, во текот на зимата, истиот земјоделец ќе може да го продаде оваа пшеница на цените кои што ќе бидат во тој момент актуелни, а се надам дека ќе бидат многу повисоки. Така да моментот, ако не е задоволено цената, постои опцијата за складирање, која што ние како држава ќе ја покриеме. А упатувам апел до сите оние трговци кои што работат во делот на откуп на пшеницата да ги почитуваат препораките и заклучоците кои што ги донесовме како министерство. Во спротивно ќе мора да се соочат со одредени реперкусии во делот на, пак повторам, законите и правилниците во делот на земјоделството. Спомнавте дека освен хектаражата, дека е зголемен и приносот на пшеницата. На што се должи ова? Дали е едноставно времето се погоди или сепак има и некои други работи кои што се битни за да се достигне до ова ниво? Виде Љупчо, значи во делот на статистиката покрај површините за пшеница имаме зголемување и во површините под јачмен кој што заврши практично или е во завршна фаза веќе јачменот. Таму од некогашни 38.000 хектари оваа година беа ожнеани некаде од 44.000 хектари, што е зголемување за добри 4-5.000 хектари. Во делот на приносот, она што значи на пшеница и јачмен, знаете, земјоделското производство зависи одреден процент или половина, или нешто повеќе од половина од факторот земјоделец и сите оние агротехнички мерки кои што ќе се применат. Останатата половина е да, народски кажам, се погоди годината. Овој пат и едната и другата страна беа на страната на производителите. Земјоделците фрлија и есенска прихрана, имаше и пролетна прихрана, серија на агротехнички мерки кои што ќе значат поголема плодност на земјоделското земјиште, примена на препарати за заштита од плевели и така натака, и сите тие фактори надополнети со временските прилики кои што не зафатија да денеска имаме зголемен, практично ќе биде зголемен приносот, односно просекот на државно ниво. Ако во минатото тоа беше на околу 3,5 тони, оваа година ќе биде многу над 4 тони. Согласно секојдневните комуникација со земјоделски издруженија, па и дури и со земјоделци кои што секојдневно комуницираме, имаме региони на нашата држава каде што имаме приноси од 6, 7, 8, па и 9 тони по хектар, што е навистина и позатно како бројка и е охрабрувачки да и понатаму продолжиме да вистински ги поддржуваме земјоделците, да применуваат, да реинвестираат во земјоделското производство, бидејќи гледаме дека тоа се враќа назад. Успехот
многу пати имам кажано дека и рентабилноста е во делот на квантитетот. Со правилна примена на сите овие агротехнички мерки добиваме квалитетен производ со зголемен принос, тоа значи дека многу повеќе средства остануваат во едно земјоделско стопанство. Скоро паралелно со ова ја терате и кампањата за купување на домашни, односно македонски земјоделски производи. Колку време ќе трае целта, која целна група и очекуваните резултати од неа? На еден од моите претходни настапи споменав дека неколку месеци работевме на припремање на ваква кампања. Во теков на наредните денови ќе имаме официјална пресконференција каде што ќе кажуваме деталите, меѓутоа која е целта на оваа кампања? Кампањата се вика Македонско најдобро. Е да потикнеме национална свест на една патриотска, би рекол, кампања каде што сите граѓани на Македонија ќе треба и би пожелно да купуваат македонски производи. Која е целта и што би постигнале со секој едно купување на македонски производ, дали е тоа свеж програм или е преработка, треба на сите од нас да не биде јасно дека со самиот момент кога го купуваме производот, првично помагаме на оној производител кој што макотрапно работи на полињата да го произведе тој производ, бидејќи тој екзистира од таа работа, го храни своето семејство и ја храни нацијата пред се. Нормално извезуваме како држава. Вториот сегмент е со купување на македонски производ, преработки, помагаме на некоја македонска компанија во која што работат македонски семејства, односно македонски граѓани на оваа држава кои што земаат плата, ги исто така ги хранат семејствата. Крајната цел е со парите кои што ги трошиме на купување земјоделски производи и преработки, си ја помагаме нашата економија, парите остануваат во нашата држава, не идат надвор од нашата држава. Едноставно го затвараме кругот тука, стимулираме производители, стимулираме квантитет, стимулираме квалитет, едноставно го закружуваме целиот процес. Оваа кампања ќе биде надополнета со една платформа која што исто така се работи. Платформата ќе биде база на податоци на целокупното македонско производство. Овоше зеленчуков свеж програм, дополнително сите преработки кои што ги имаме од овие производи како држава, вклучувајќи го и млекото и млечните производи. Во тој база на податоци на таа платформа практично ќе има регистрација на сите земјоделски производители, вклучувајќи ги и органските. Ако вие, љупчо, посакате да купите органска круша, на таа платформа по пребројањето ќе визат сите производители во Република Македонија кои што произведуваат органска круша со контакт кај што можете директно да вклучите. Дополнително ќе бидат внесени сите оние кои што ланецот на маркети кои што постојат во нашата држава, кои што исто така ќе ги регистрираат преработките кои што се продаваат во нивниот маркет. Нормално со геолокација најблиз маркет и така натака ќе може да лоцирате каде може да купите македонски производ. За кампањата е изработено едно посебно лого кое што ќе биде знак на препознавање на сите овие македонски земјоделски производи и преработки за секој еден потрошувач видно да биде визуелно да биде известен и да биде препознаен тој производ. Ќе има пропратни елементи, медиумска промоција, успешни примери македонски земјоделци. Јас сум повеќе од убеден затоа што гледам дека оваа кампања ќе биде успешна затоа што го слушам и го гледам сигналот кој што стига и од медиумите, и од јавноста, и од граѓаните. И мислам дека е еден момент на патриотско гледање кон државата, кон нашиот сегмент, а тоа е земјоделството како една од битни и најзначени земјоделски, односно и стопански економски гранки. Велам, наредниве неколку дена ќе има официјална пресконференција, ќе ги представиме и точно планот на активности. Сметам дека на ваков начин можеме да раздвижиме домашната економија во нашето земјоделство. Нормално, ние продолжуваме да работиме во делот на извоз на земјоделски производи, кои што дополнително значат економски бенефит за нашата држава и за нашата економија. Пред точно 2 недели направивте 1 година од формирањето на владата, во превод и 1 година од вашето министерување со овој сектор. Ако се вратите назад пред 1 година, се сеќавате ли како се чувствувавте тогаш кога влеговте во министерството и дали она што го очекувавте го најдовте таму, бидејќи сепак имате искуство и како технички министери, 15 на години се занимавате со овој ресор што се вели, но она што го начекавте, дали
се сеќавате на чувството какво беше кога влеговте, ги видовте првите бројки, првите работи, со што располагате, кои се проблемите, неголемите предизвици, дали се сеќавате како се чувствувате пред една година? Како вчера да беше моментот кога го презевавме Министерството и со првите сондажи и анализи кои што ги направивме во тоа време, мислам дека и од оваа студија го имам коментирано дека она што практично го наследиме во делот на Министерството беа едни поразителни економски показатели, намалено производство, увозна зависност, недонесени законски акти, неисплатени плати во повеќе јавни предпријатија, илјадници вработени ги чека парите за да ги прехранат семејствата, неплатено пензиско, здравствено и така натака, закочени проекти, проектот на Светска банка кој што беше во една катастрофална состојба, кредитот од KfW банката за системот за наводнување Јужен Вардар, и безброј проблеми наталожени кои што практично го имаа донесено секторот согласно и статистиката во едно многу лоша состојба. Практично ние првите месеци ги или првата година практично ги донесовме да го стагнираме целиот сектор. Посакувам никогаш во иднината наредните години и наредниот период да не се појави гарнитура или менеджерски тим како тој што ние го наследивме, затоа што втореден таков удар не би значил практично и колабирање на целиот систем. Меѓутоа, со многу труд, со многу работа, со визионерски поглед, без да гледаме во часовникот дали имаме работно време или не, седниците на влада, на Министерството, со сите чинители внатре, гледаме дека после една година можеме да се пофалиме со не само стагнација во одреден дел, дури и прогрес во некои сегменти. Веќе се минато неисплатени плати во јавните предпријатија, денеска и Национални шуми и АД Водостопанство тековно ги сервисираат платите, и не само платите, него и обврските за кои што постојат како две институции. АД Водостопанство редовно сервисира или сезоната за полевање покрај сите потешкоти кои што се случуваат затоа што десетици години не е инвестирано во системите за наводнување. Ние пред неколку дена ни се случи една хаварија на трафостаницата во пумпната станица во Кавадарци. Со брза интервенција и така натака бекап системи агрегати, веќе пумпите се ставени во функција затоа што нема да дозволиме да трпи родот кај лозарите кој што е во момент на потреба на вода. Сезоната за наводнување во делот на Кочанскиот регион фатена оптималната рок за сеидба на оризотка култура. Во делот на овчеполијата денеска се покриени со количество на вода, кое што значи да нема протести во тој дел. Дали е доволно тоа што сме направиле? Не е доволно, секогаш може повеќе. Меѓутоа за една година работа мислам дека се повеќе од очигледни резултатите кои што ги имаме дадено. И во делот на обсервацијата што наследиме на вистина, речиси на секој еден граѓанин, на секој еден земјоделец му е повеќе од јасно дека тоа што го живеевме тие 7 години власт СДСМ дуи не треба се повтори, дека тоа се најцрните денови во делот на македонскиот аграр. Треба да гледаме каде треба да стигнеме во наредниот период, затоа што Македонија нема време за губење, а ние како политичка гарнитура и јас како министер немаме втора шанса. Влогот е огромен, довербата која што добивме од граѓаните исто така е огромна. Работиме макотрпно да ја оправдаме. Се надевам во текот на емисијата би сакал да споделам и неколку показатели кои што ќе значат компарација каде беше Македонија пред 1-2 години, а каде е денеска во делот на земјоделското производство. Освен што наследивте како што наследивте ситуација, дали откако ја наследивте имавте сопки, да не речам кошници, во текот на таа првично реанимација, па потоа рехабилитација на секторот кој што го наследивте? Па видете, во делот на администрацијата не би кажал дека имало сопки, иако има таму луѓе кои што припаѓаат на сегашната опозиција, поранешни функционери. Делот дека не се ангажираат многу во делот на иновации, повеќе сакаат да бидат присутни на пресконференции, повеќе од очигледен. Меѓутоа, знаете, сопките, опозицијата во делот на процесите, во делот на изнесување на лаги и шпекулации и така натака, гледам дека опозицијата денеска се обидува да го представи нивниот мандат како најуспешен и да зборуваат како треба, а при тоа забораваат дека пред само една година беа позиција власт, каде што можеа да направат да навистина покажат дека знаат како умеат и се работи. Она што нас не води е оправдување довербата од граѓаните, од гласачите,
враќање на институциите, довербата на земјоделците кон институциите, бројките кои што се мерливи и се показател дали идеме во вистинска насока да бидат добри како што се добри. И тоа е нашата водилка. Секако што се обидува да застане на патот да биде кочничар, едноставно треба да се тргне, да остави државата се движи во една вистинска насока, затоа што пак ќе кажам, храната е нешто што е основното човеково право. Ние ги имаме сите предуслови да имаме квантитет и квалитет. На тоа работиме и во делот на сите останати сегменти. Како ја доживувате критиката од еден човек од заевата ергела, човек кој што искрено да прашате некого на улица нема да се сети дека нешто сработил во рамки на секторот земјоделие, но затоа ќе ви каже дека е и ден денес надалеку познат по една заплена на путер што се случи. Еве, излегува Николовски и ве критикува, тоа е факт, она што го слушнавме. Не сте ги продолжиле проектите, безидејно било, тие биле супер, од човек кој што македонската јавност го памети по многу работи, но по проекти слично не би рекол. Видете, критиката која што ја упатуваат, мислам дека иде на нивна штета, затоа што луѓето, ќе повторам, знаат кој се, како работи и што направи во делот на македонското земјоделство. Имавте критика, простете, и за субвенциите. Да, само Како ќе може кажам, некој тоа да сакам да критикува? кажам, два Так. примера за нивната некадарност и желбата за работење. Во делот на субвенциите, изминативе 12 месеци од платежната агенција, по основ на субвенции, програмата за рурален развој, сите исплати кои што сме ги имале и како интервенции кои што сме ги донеле изминативе 11-12 месеци, се исплатени над 9,7 милиарди денари. Тоа за нив е мисловна именка и најголем дел овие средства се средства кои што ги исплаќаме од времето кога тие беа власт. Замислете да беа одговорни во работењето, денеска овие средства кои што сме ги плателе по основ на заостанати субвенции од претходни години во времето на СДСМ, ќе ги употребиме за нешто што е иновација или нешто плюс дополнително. Вториот момент, пластично да се изразам, во делот на нивната неажурност и незаинтересираност за македонскиот аграр, па и за лицето кое што го спомнаме, тој е пранешниот министер. Со самото влегување во министерството го увидов проектот модернизација на македонското земјоделство. Се работи за кредит од Светска банка во висина од 46 милиони евра, земен негде 2018-19 година. Значи 5 години по активирање на кредитот. Инаку за информирање на гледачите, кредитот предвидува изградба на откупно-дистрибутивни центри, проширување на капацитетите на платежната агенција, софтверски решенија и така натака. Последен 5 години активен кредит кој што е земен од Светската банка, реализацијата беше некој 1,5 до мислам дека 2% максимално. И тоа повеќе шминка отколку нешто сериозно, некоја физибилити студија, така некоја папирологија, ништо суштинско. Замислете за 5 години реализација 1,5%. Ние изминативе година дена направивме многу повеќе отколку они за 5 години. Значи целосно реконструирање на проектот, редефинирање на рамката за активност, иако истиот требаше да заврши сега до јуни 25 година, го пролонгиравме рокот до крајот на 27 година. Веќе сме во фаза на објава за изборна компанија која што ќе реновира зградата за платежната агенција за да ги прошири своите просторни капацитети. Еден од битните услови за акредитација на нови мерки од Европската унија. Веќе сме во една сериозна фаза на добивање на градежна дозвола за најголемиот логистичко откупен дистрибутивен центар во Скопје, овдека во околината на Скопје, кој што ќе значи еден модерен кватарски пазар со сите предуслови, следење на безбедноста на храна и така влез и излез контрола. Исто така се работи паралелно и на откупниот центар во Струмица, кој што ќе значи решавање на дел од проблемите кои што го има тој дел на нашата држава, делот на градинарските производи. Софтверското решение е веќе во завршна фаза, практично многу повеќе реализација од тоа што они требале да го направат за 5 години. И ова е само еден пример. Можам да зборувам 2 емисии одека кај вас за заспаноста, незаинтересираноста, за криминалот е веќе посебно приказно, таму се водат некои постапки. Така да се работело домакински, одговорно, посветено, со 12 до 15 часа во текот на денот, да се имала вистинска комуникација со земјоделците, денеска ќе зборувавме за многу понапредни работи. Државите во светот се успешни, затоа секоја влада се бори со да биде подобра од претходната. Ние, Љупчо,
потрошиме 12 месеци да го стагнираме секторот, да го донесеме во една позитивна нула. Да бевме на позитивна нула, ние денеска ќе бевме многу понапред. Меѓутоа реалноста е таа, они се веќе минато, седат во една посебна, односно другиот дел на парламентот кај што седи опозицијата, едва се пребројуваат во првите 2-3 реда, затоа што граѓаните го кажаа своето. Она што нас сега ни обврска, довербата која што сме ја добиле, да ја оправдаме, работиме макотрпно и верувам дека тоа ќе го постигнеме. Велите дека параметрите се оние кои што покажуваат дека има разлика од пред и потоа, односно сега. Кои се тие параметри за кои што зборуваме, бидејќи да пред аргументите и фактите молчат и боговите. Добро, некој не молчи од опозицијата постојано, но кои се фактите кои што ќе ги изнесете во интерес одбрана на времето одбрав повеќе земјоделски производи од повеќе региони, чисто да направам компарација каде сме биле, каде сме денес. На една последна панел дискусија која што имавме во Струмица, кажав дел од градинарските култури кои што ги споредив со бербата 24 и бербата 25. Иако таму во тој дел на државата чести беа протестите, блокади на улици пред Глобал и така натака, се фрлаат земјоделските производи и се носеа по депониите наместо по маркетите и по пазарите. Во 2024 година од Струмичкиот, односно од Македонија, се извезени 12.398 тони домац од Македонија надвор од нашите граници. Просечната цена која што се откупи тој извезен домат беше 25 денари. И јас како технички министер имаше еден протест, се појави лани во техничка влада на земјоделците кои што протестира заради наглиот пат на цената, немање на стабилност и така натака. Оваа година, 2025 година, за истиот период како 24-та, се извезени над 13.360 тони, што е во споредба со 24-та зголемување за 1000 тони. Може би некој ќе рече, не е многу зголемување, за мене сепак прогресијата е позитивна. И она што е уште поважно, просечната цена на доматот кој што е откупен за извоз е 45 денари. Споредбено со оние 25 кои што беа од 24-та, тоа е за 20 денари и денеска имаме задоволни земјоделци кои што произведувале домат и по однос на овие 13.360 тони и цена од 45 денари добиваме сума која што е влезена во македонската економија од 10 милиони евро, односно земјоделците живеат спокојно. Вториот земјоделски производ кој што сакам да го споредам е пролетната зелка. Често ја споменувам затоа што низ годините на нас знам дека често завршуваше надвор од пазарите и маркетите, протести, па дополнителни некакви мерки, 2 денари, 3 денари и така натака. Откупни цени од, не знам, 6, 7, 10 денари и така натака. Оваа година, заедно со откупачите, морам да признам, серија на состаноци во Струмичкиот регион. Многу часови потрошени на диалог, на договарање како да се успее да се заштити овој за нас многу важен земјоделски производ. Резултираше да просечната откупна цена од бербата 25-та не падне под, односно изнесе околу 43 денари. Замислете, тоа е една сериозна сума која што е извезена од нашата држава. Земјоделците се задоволни, околу 40.000 тони се извезени и добиваме од сума дека некаде околу 30 милиони евра се влезени и од оваа земјоделска култура. Значи во Струмичкиот регион по две земјоделски култури имате 40 милиони евра влез кај тие градинари, односно земјоделци кои што ги гледуваат. Ова значи дополнителен стимул да се премине на втората култура која што ќе се огледува до крајот на годината и евентуален дополнителен приход. Вториот сегмент, морам да го споменам, е еден од земјоделските производи, тоа е тутунот кој што е најзастапен во нашата држава и од економски и од социјален аспект. Минатата година реколта тежеше 14.000 тони, оваа година е 24, што е речиси за безмалце дупло зголемување и не само по квантитет, него и по цена која што беше откупна. Знаете, со премиерот заедно со откупните компании ја подкрена цената од 375 на 400, ние ја зголемиме субвенцијата од 80 на 100 денари, тоа е 500 денари за килограм тутун. 195 милиони евра по однос на субвенција и извезен тутун се влезени кај македонските тутунопроизводители, што е исто така многу
поголем факт и аргумент дека сме успешни во земјоделските политики. Во делот на пченицата и на јачменот споменав зголемување на површините под овие две култури. Во делот на пченицата исто така повисока цена од претходната реколта. Во делот на винското грозје минатата година цена која што беше достојна за македонските лозари. Наредниве 10 дена ќе излеземе со новата цена за бербата 25-та. Ги очекувам потоците кои што ќе ги добиеме од науката која што треба да пресмета производна цена за двете најзастапени вински сорти, зголемена за 25%. Во делот на да речеме овоштарството Преспанскиот регион. Минатата година од нашите овоштарници се излезени надвор од државата околу 90.000 тони македонска јаболка. Исто така многу состаноци потрошени во Ресенскиот крај со здруженијата, со земјоделците. Цената договоривме да не падне заедно со откупувачите под 25-30 евроценти. Помножено со оваа количина која што е извезена, добиваме дека имаме една сума од околу 25 милиони евра влезено во тој регион на државата, што е исто така показател дека имаме прогресија во делот на она што значи извоз на земјоделски производи. Да не ги редам и другите земјоделски производи, меѓутоа она што дава вака шлак на целата политика која што водиме е Државниот завод за статистика. Ги комуницирав тие податоци во јавноста, споредбено првиот квартал 24 со првиот квартал 25 имаме приближно речиси 5% зголемен извоз на земјоделските производи, 24 со 25 и практично она што го говориме сега е потврда на самите податоци. Го очекувам периодот да излезе потоците за вториот квартал, каде што исто така верувам дека ќе бидат во една позитива. Во делот на откупот и продажбата на земјоделските производи внатре во државата, Државниот завод за статистика излезе податок дека од 9 до 60% зависно од кој земјоделски производ имаме прогресија во овој сегмент, што значи дека навистина она што го креираме како мерки и како вложување во следење на земјоделскиот процес практично се дава една оценка дека сме во позитива, што навистина е дополнителен стимул да продолжиме уште по храбро и уште по напорно да работиме за да ги зголемиме и овие податоци. Постојат и во другиот дел позитивни параметри, меѓутоа во интерес на времето мислам дека повеќе од јасно и самите земјоделци тоа го чувствуваат дека се движиме во една вистинска насока и овие бројки кои што ги споменавав се повеќе од еклатантен пример дека навистина работите во Македонија не се како што беа во минатото. Принципот како до сега веќе не важи, законите подеднако важат за сите. Ние како министерство стоиме на располагање, го следиме процесот, вршиме медијација помеѓу откупувачите, земјоделците и така натака или извозот надвор од нашата држава, се до моментот додека не успееме да ги доближиме и земјоделците и откупувачите или преработувачите сами помеѓу себе да ги договарат цените и извозот на земјоделските производи. До тогаш ние како влада и како министерство ќе бидеме тука да го следиме тој процес. Постои ли култура или ресор каде што заглавивте, односно не можевте да ги мрднете работите од мртва точка која што беше наместена, буквално кажано, кога го преземавте министерството? Постои ли таков дел? Па видете, што оди потешко? Во одреден дел која ги наследивме позициите, односно министерството, во делот на водостопанството наследивме дел од акумулации кои што беа празни, затоа што претходната власт при недомакинско работење или може да кажам и некаква тенденција да ги испразнат акумулациите за да ние наследиме сезоната без вода, да има проблеми и така натака, меѓутоа и сметките беа празни, нема плата земена. Тоа е со сметките го искомуницирав, значи сметките беа празни, меѓутоа со добрата хидрологија гледаме дека успеваме да го изменеджираме целиот процес, бидејќи водата е еден од главните елементи во делот на земјоделското производство. Секаде се обидуваат на политички начин да внесат, да речеме, одредени проблеми во секторот, да искриват некаква вистина и така натака. Навистина не разбирам зошто се обидуваат тоа да го прават, наместо да бидеме успешни како држава, нешто што е добро да го пофалат. Нормално ние поентата на опозицијата да биде коректив на власта, ама не со изнесување на манипулации, невистини и шпекулации, него да биде на вистина во вистинска збора, вистинска смисла на зборот, коректив на власта.
Тоа не го гледаме сега од опозицијата, гледаме само демагогија, ситно политички поени и така натака. Подбуцнување можеби на одредени групи на луѓе, на земјоделци кои што едноставно под таква некаква политичка директива се обидуваат само да кажат, а вистината е навистина поинаква. Лјупчо, она што сме го направиле можеби не е идеално, не е превиш и така натака. Споминав дека е една сериозна позитивна прогресија, дека се движиме во вистинската насока. Дали може подобро? Да, секогаш може подобро. И ние практично во оваа прва година кажуваме дека сме сериозно посветени. Јас сум убеден дека во наредните месеци па и години резултатите ќе бидат уште подобри и поохрабрувачки. Имаме уште теми за отворање. Со нас е министерот Цветан Трипуновски, ке зборуваме за враќањето на младите во селото и на земјоделието, стоčarството, ке зборуваме за она нулта толеранција за злоупотребата на европските средства. Со нас е министерот Трипуновски. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е министерот Цветан Трипуновски. Министре, една иницијатива која што најдена добар одглас во Македонија. Зборуваме за стимулот на младите да се вратат на земјата, на земјоделието, на селото. Токму така еден од приоритетите и наша зацртана активност и цел е да внесеме нова енергија во земјоделскиот процес. Тоа се токму младите. Тоа го работиме на повеќе сегменти, би го поделил одговорот. Првиот сегмент е директната финансиска поддршка која што ја даваме преку разните јавни повици кои што беа објавени од страна на платежната агенција по насока на Министерството. Мерката Млад земјоделец, 254 апликанти. Тука морам да потенцирам дека за прв пат имавме олеснување во делот на критериумите, оние бодови кои што треба да се исполнат за да имаме повеќе распределба на средства. Се работат апликациите, се надам дека многу брзо ќе излеземе со конкретна бројка. Младите добиваат приоритети во делот на распределбата на земјоделско земјиште. Меѓутоа, теконо во рамки на нашите можности се објавија и повеќе јавни повици кои што ќе значат финансиска поддршка и за младите, но и за земјоделците. Повикот за набавка на механизација, повик набавка за приклучна механизација, продажба од куќен праг на мали производители и на преработки и на дестилати, набавка на опрема за антифрост системи, заштитни мрежи, систем капка по капка. Дополнително имавме јавен повик за кофинансирање на пчеларници за заштитна ограда, електрична ограда околу пчеларниците. Значи, низа на јавни повици кои што покрај тоа што имаат најдите приоритети, односно и сите останати земјоделци, за да ги охрабриме да влезат во земјоделскиот процес со финансиска поддршка. Меѓутоа, она што е споредно, а за мене можеби е поважно, да ги убедиме младите дека во земјоделството има рентабилност, дека е гранка покрај тоа што е благородна, од која што може да се екзистира. До сега тој процес го напуштаа младите затоа што гледа како нивните родители не може да ја преживеат годината, немаме цени, нема откуп, паѓаат цените, неизвестност голема, неизвестноста знаеме колку е лоша. И затоа со овие една година власт, практично со овие цени кои што го претходно споменав, е да се убедат и младите луѓе пред се дека може да влезат во земјоделскиот процес, да биде рентабилна гранка. Паралелно се работи да се објасни со кампања и сите останати активности дека да се биде земјоделец нема да биде повеќе социјална категорија, нема да биде нешто што е нерентабилно, дека е за потценување, напротив, нешто што е за респект во целото општество. И мислам дека сме на добар пат за ова да успее. Ние тука нема да застанеме, нормално ќе работиме и понатаму и со нови мерки и идеи. Знаете дека сега во моментов се носи законот за земјоделство и рурален развој, кој што практично е вклучена и наука и земјоделски здруженија, сите ние чинители кои што учествуваат во процесот. Тој истиот треба да биде донесен до крајот, односно да влезе во владена процедура до пред крајот на годината, после локалните избори. Една од новините кои што постапување на тој закон ќе биде и онаа мерка која што имаше
одек во јавноста, враќање на млади брачни парови во руралните средини. Само на тој начин сметам дека дополнително ќе стимулираме да се заживеат селата и така натака. Тие луѓе ќе основаат семејство, ќе работат во процесот, ќе влезат. Глобално земено, мислам дека веќе ќе вродат со плод ваквите мерки. Ние нема да застанеме тука, напротив ќе продолжиме. Целта е со внесување на млада и свежа енергија, се внесуваат иновации во делот на земјоделското производство, се внесува нова енергија која што ќе значи продолжување на земјоделскиот процес. Сега согласно статистиката, значи многу ни е висока на старосната граница, а производството на храна треба да биде во една континуирана фаза, така да сметам дека сме во една вистинска насока. Тука морам да напоменам затоа што не е љупче доволно само да обезбедиме квалитет и откуп на земјоделските производи, да ги финансираме младите да влезат во процесот. Ако следите добро, гледате дека како влада, заедно со премиерот, работиме да ги вратиме условите за живот во руралните средини преку локалната самоуправа, градоначалниците, затоа што секој еден човек сака и достоинствени услови за живот. Да има и училиште, водовод, канализација, патишта и така натака, што е нормално, нели, обврска на локалната самоуправа. Гледате дека владата и во тој дел помага. И кој ќе го погледнете онаа гро планот или големата слика, практично во повеќе сегменти сме насочени да биде повторно селото интересно за живот, односно земјоделското производство да има еден континуитет и предвидливост во целиот процес. Останува ли она сепак и позната популарна мерка 50-50 која што се практикува од поодамна? Па да, токму овие јавни повици практично е кофинансирање тоа што ќе го набават со максимални 600.000 денари по корисник кој што ќе ги покрие државата. Овие јавни повици се пред се наменети за можеби помалите земјоделци кои што не може да го достигнат прагот за ИПАР средствата. Практично ние како држава ги помагаме за да влезат во процесот, да застанат на своји нозе, што би рекле народски, за да можат во наредните години да бидат корисници на тие ИПАР средства и така натака, или некој од постоечко стопанство малку да го модернизира своето производство. Ова е еден од начините како да помогнеме и на помалите земјоделци и на поголемите. Зборувам не само од аспект на финансиска поддршка, него и аспект на распределба на земјоделското земјиште. Ако сакате некого да убедите да работи земјоделски процес, да влезе во делот на земјоделското производство, треба да му дадете и можеби механизација да му помогнете, меѓутоа треба и ресурс почва кој што е еден од основните елементи за земјоделско производство. Во тој дел знаете изминативе 12 месеци реализиравме два јавни повици каде што беа офатена цела територија на државата, преку 2100 договори склучени, околу 6000 хектари поделено. Тука морам да потенцирам дека не е само моментот распределба, него паралелно тече и моментот контрола на евентуални злоупотреби. Над 170 договори се раскинати изминативе година дена. Повеќе од 2500-3000 хектари се ослободени земјоделско земјиште. Тој процес мора да продолжи и ќе продолжи континуирано, затоа што сведоци сме дека има се уште субјекти кои што се обидуваат да го манипулираат системот, да го заобиколат законот, меѓутоа остануваме посветени максимално преку земјоделскиот инспекторат оваа контрола да продолжи, се со цел до елиминирање до последниот кој што ќе се обиде да направи ваква злоупотреба и истото кој што е одземено да го распределиме на оние кои што навистина им е најпотребно, тоа се земјоделците, младите луѓе, сите оние кои што сакаат да влезат во процесот. Ја спомнавте ИПАР програмата, останувате и на линија на нулта злоупотреба на европските пари, така? Па не само на европските пари, него и на националните пари. Една од активностите кои што е реализирана е да земјоделскиот инспекторат во еден меморандум за соработка со платежната агенција ги стави на располагање инспекторите во делот на контрола на терен за почеток на одреден дел земјоделско производство, со цел да елиминираме злоупотреби и на националните средства. Овие субвенции кои што ги даваме, интенцијата на владата е да завршат кај оние кои што навистина обработуваат земјоделско земјиште и им се потребни, а сите оние кои што ќе се обидат да го злоупотребат законот, да нанесат штета на буџетот, да бидат соодветно санкционирани. Така да покрај европските и националните средства се на тапет кај инспекторите во делот на оваа зголемена контрола која што ќе правиме на терен. Министре, за крај, една година помина, кои се плановите за иднина? Која е вашата визија, да речам, за работата што работи? Во моментов споменав како министерство работиме во делот на истекнување производната цена на двете незастапени сорти на грозје, тоа е вранецот и смедеревката.
Работиме да пред да дојде моментот на берба на одреден производ да бидеме спремни да го изменаџираме процесот. Во наредниве денови ќе ја соопштим и цената, се надевам и сум убеден дека ќе биде на задоволство на лозарите. Нормално ги следиме сите тековни активности во делот на системите за наводнување, превенирање одредени несакани ситуации, меѓутоа основата и она што сме премногу фокусирани, споменав е носењето на новиот закон за земјоделство и рурален развој. Обемен, темелен закон, базата на земјоделското производство. Во тој закон има повеќе поглавја, едно од поважните би споменал е регулација на пазарот и откупот и пласманот на земјоделските производи. Во минатото знаете многу отворени прашања, многу злоупотреби на штета на земјоделците. Тука ќе ги дефинираме правилата на игра, да ги затвориме сите отворени врати кои што нанесуваат штета на процесот при откуп на земјоделски производи. Споменувам по неколку пати дека навистина ги вклучуваме сите, имаше јавна расправа во носењето на овој закон, сите коментари кои што се во интерес на регулација на системот ќе бидат прифатени, ќе има и втора јавна расправа. И законот ќе го пуштиме во процедура додека не ги слушнеме сите, макар и последното мислење кое што ќе стигне до Министерството, затоа што потенцирам ова е основата на земјоделското производство. Внатре имаме дефиниција што е вистински земјоделец и така натака, значи повеќе аспекти, неколку новини кои што ќе бидат во јавноста споменати. И останатите закони кои што се во интерес на подобрување на некои одредени прашања се работат во тек. Знаете, изминативе месеци неколку закони беа изменети со цел да се подобри законското решение во интерес на сите кои што учествуваат, пред се на земјоделците. Така да остануваме посветени во наредниот период да ја планираме уште сега 2026 година, затоа што честопат имам кажано и се уште стојам на тоа дека навистина треба да се пременира во секторот, да се работи пред време, а не кога ќе дојдат проблемите. Така да уште сега работиме на откупната сезона на тутун која што ќе дојде за некој месец од сега. Таму радува фактот дека имаме зголемени површини, вклучени многу луѓе кои што препозна визионерски пристап на премиерот, на владата, на министерството. Тоа ќе резултира со зголемени количини на тутун, враќање на некогашниот квантитет, повеќе семејства ќе екзистираат, така да она што првичната улога е Министерството да продолжи како и овие 12 месеци да биде заштитник на трудот на македонскиот земјоделец и да нормално овие бројки кои што се на конто за увоз на храна бидат се помали, а домашното производство да го зголемуваме согласно нели до сега тенденцијата која што имавме изминативе 12 месеци. И по една година не ви стигаат 8 часа за да го завршите? Нема работно време, се работи по многу часови, практично некогаш не се ни гледа во часовникот, единствено што се гледа дали има успех работата, да се затворат повеќе отворени прашања, да се помогне на оваа категорија која што навистина е важна и е за респект. Благодарам што бевте мој гост. Благодарам и на вам. Ми беше чест. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.